Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Gordana und ich werde heute eure Lehrerin sein. Wir werden heute zusammen Deutsch lernen. Los geht's! Темата на днешния част по германски язик, класик, ist das wahr? Истина ли е това? На првиот слайд ќе забележиме слика на која што разговараат тројца другари. А нашата задача ќе биде, откако ќе го слушнеме диалогот, да претпоставиме дали нивните искази се точни. Затоа и самата вежба носи наслов Was ist wahr, was nicht? Што е вистина, а што не е? Ајде да го слушнеме диалогот. Aufgabe 2a. Andi, was hast du in den Ferien gemacht? Also, ich habe einen riesigen Fisch geangelt. 2 Meter lang. Was? Das glaube ich nicht. Naja, ich bin alleine nach England gesegelt. Allein nach England? Das kann nicht sein. Ich habe 2 Wochen im Wald gecampt und einen Wolf gerettet. Wirklich? Einen richtigen Wolf? Haha, so ein Quatsch. Einen Wolf. Also, ich habe einen Fisch geangelt, 2 Meter lang. Ist das wahr oder nicht? Echt? Und ich bin allein nach England gesegelt. Ist das wahr oder nicht? Wirklich? Ich habe 2 Wochen gekannt und ich habe einen Wolf gerettet. Ist das wahr oder nicht? Ќе преминеме на следниот слайд, каде што ќе ги разгледаме исказите кои што ќе користиме кога. Нешто е вистина, нешто е неутрално, ниту изразува вистина, ниту лага и вистина. Нашата задача ќе биде да ги распоредиме овие искази по една табела, според тоа дали се позитив, неутрал или негатив. Ќе започнеме со првата реченица. Das glaube ich nicht. Овој исказ значи не верувам и ќе припадне во негатив. Das kann nicht stimmen. Овој исказ значи тоа не може да одговара и исто така негатив. Das kann nicht sein. Овој исказ значи тоа не може да е така и припаѓа во негатив. Das ist nicht wahr, значи тоа не е вистина и исто така припаѓа во негатив. Echt, wirklich се прашања со идентично значење, кои што значат на вистина и бидејќи не ни даваат позитивна или негативна информација, ги сместуваме во групата neutral. Das stimmt vielleicht, веќе погодувате, оние ученици кои што го знаат значењето на vielleicht, можеби, веќе знаат дека овој исказ ќе го сместиме во табелата, односно во делот neutral, и значи тоа можеби одговара. Ja, vielleicht ist das wahr, повторно го имаме vielleicht како показател и јасно е дека оваа реченица, односно исказ, ќе припадне во делот neutral, а значи да, тоа може би е вистина. За последниот исказ das ist wahr, тоа е вистина, да го сместиме во делот позитив. И сега следува едно мало подсетување на изучена граматичка содржина од 7 оделение, односно перфект, минато свршено време. Да се подсетиме дека перфект представува минато свршено време. Перфект се образува со помошните глаголи haben или sein и партицip перфект од главниот глагол. Или шематски тоа прикажано би изгледало на следниот начин. Доколку се сеќаваме на ова, ќе преминеме на следниот слайд, каде што
Ке се подсетиме кога го користиме haben и sein како помошни глаголи. Haben го користиме како помошен глагол кога главниот глагол изразува мирување, додека пак sein го користиме кога главниот глагол изразува движење, а под движење подразбираме поместување од една точка до друга точка, како всушност што е прикажано и на самата фотографија, поместување од точка А кон точка Б. Знаете дека во германскиот јазик постојаа повеќе начини на образување на перфект, а меѓу првите беше начинот за образување на перфект кај правилните глаголи и тоа се случуваше на следниот начин. Се додава префикс ке пред основата на глаголот и наставка те по основата на глаголот. Во продолжение ќе погледнеме листа на правилни глаголи кои што одговараат на глаголите кои што ги имавме и во оваа вежба која што изработивме. Angeln, campen, reten, segeln, surfen, joggen, tanzen. Исто така, освен формата на глаголот во партицip перфект, го имате и помошниот глагол со кој што овој глагол гради перфект. По продолжение е еден пример. Тоа е примерот за глаголот angeln, кој што во перфект ја добива формата geangelt, а гради перфект со помошниот глагол haben. Овој глагол значи лови. Ако реченицата er angelt einen großen Fisch е во сегашно време и глаголот вообичаено стои на второ место и се менува по лица, во една реченица во перфект, на второ место ќе дојде формата на помошниот глагол, кој што исто така менуван по лица, додека пак главниот глагол ќе оди на крајот од реченицата во неговата партицip перфект форма. Па оваа реченица во перфект ќе гласи Ich habe einen großen Fisch geangelt. И полека но сигурно стигнуваме до крајот на оваа презентација, односно завршната активност која што ја продолжувате и вие во вашите домови, а се однесува на вежбата Was habt ihr in den Ferien gemacht? Што правевте на одморот? Погледнете, имаме дадено повеќе реченици, односно делови од реченици, а вашата задача за домашно ќе биде да составите што е можно повеќе логични реченици и истите да ги напишете во вашите тетрадки. Драги ученици, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека часот ви се допадна, а ако е така, продолжете да ги следите часовите по германски јазик. А до тогаш, чус!